Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Многу деца имаат симптоми на респираторниот синцитијален вирус. Болеста се јавува најчесто кај бебиња и мали деца, но може да даде изразени симптоми и кај возрастни лица со намален имунитет. Како се препознава инфекцијата со РСВ во детска возраст, на кој начин се диагностицира и како се лекува вирусна респираторна инфекција? Постои ли начин за нејзина превенција? Професор доктор Татјана Јаќовска, педијатар од Универзитетската клиника за респираторни болести кај децата Козле е во студиото на Телма. Со неја ќе поразговараме за сето она што ги мачи родителите, а е поврзано со респираторната инфекција предизвикана од РСВ. Останете на Телма. За респираторните инфекции предизвикани со РСВ, со респираторниот синцитијален вирус во детска возраст, денеска разговараме со професор доктор Татјана Јаќовска, педијатар од Универзитетската клиника за респираторни болести кај децата Козле. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов, благодарам за поканата. Таман пред Нова година. Таман пред Нова година, но зборуваме за респираторни инфекции, бидејќи навистина е голем бројот на деца кои што се имаат некакви симптоми предизвикани од вирусот РСВ, респираторен синцитијален вирус, значи вирус е едно сложено име кој што создава и сложена клиничка слика. За каков вирус станува збор? Значи, РСВ или така нели кратенката или респираторен синцитијален вирус е навистина многу тежок вирус. Значи тој ги напаѓа малите дечиња, особено, значи веќе од 2 месеца до 2 години, каде што дава една потешка клиничка слика со бронхиолитис, кој што навистина е во тешка форма се јавува. Особено кај овие што се прематурни деца, деца што се со атопија, што имаат нели генетика, деца кои што се на формули, значи на адаптирани формули на вештачка исхрана, кои што немаат не цицат, не се на доење, понатака што имаат нели хронични состојби, кај што имаат кардиопатија, цистична фиброза, значи кај што имаат некој имун дефицит, така да се јавуваат во потешка клиничка слика. Инаку можеме да имаме и ние, поголемите, значи кои има и кај возрастните, и таму зависи, нели, може да има и потешка клиничка слика, само кај нас, например, имаме појак имунитет, меѓутоа по старите кои ќе кажам, нели, кои што имаат хронична терапија, во подминати години може поради нели исто намален имунитет, хронични состојби, нели диабет и така натаму може сериозно да ги засегне. Така да оние семејства кои што живеат нели заедно со малите деца може навистина сите да завршат и во болница, во болнички услови, зашто навистина се тешки клинички слики. Дали симптомите предизвикани од овој вирус наликуваат на грип? Сите тие наликуваат како на грип. Значи, што се случува? Не можеме ние по клиничка слика да кажеме не, ова е РСВ, ова е инфлуенца или ова е коксак или така натаму. Значи, тоа не може. Немаме уште такви сознанија, затоа што сите одат со кашлица, малаксаност, одбиваат да јадат, намален апетит, може да оди со фебрилност, може и без фебрилност, визинг, нели она што е кога свират со диспноични, потешко да дишат, нели кога имаат обструкција, со пневмоничен наод. Значи, сите се тие слична клиничка слика, сите респираторни вируси даваат една слична клиничка слика. Меѓутоа, затоа постојат тестови и сега во поново време нели ги користиме овие што се брзите тестови, кои што се зема бришче од нос и од грло и тука веќе за 15 минути имаме тие се антиген, антитело тестови. За 15 минути ние можеме да видиме за што се работи. Значи имаме во Козле има и за РСВ, за инфлуенца, за аденовируси, исто и тие се така потешкички, они имаат и гастроинтестинални симптоми, може да одат. Така да можеме, значи, за 15 минути ние да имаме и ковид секако, имаме и тестови, нели тие брзите. Со брзите тестови ние може да дознаеме навистина за кратко време кој вирус е тој што напаѓа. И што покажуваат последните резултати? Што најмногу е присутно значи, во периодот? Најмногу во моментов е присутен РСВ. Значи 90% од децата се со РСВ. Сакате поголемо, сакаш помало, значи помалите многу потешко се. Сега имавме, значи, доста една
група на мали дечиња, на бебиња, кои што еве едните 6 месеци, другите 9 месеци, близнаци, кои што има баш на вистина тешка клиничка слика, со тешка обструкција, со тахидиспноичност, значи срцето брзо им чука, тешко дишат, брзо дишат, полни се со секрет, вознемирени се, не може ни да јадат нели затнати носиња, ушите тука страдаат. Едноставно на кислород завршија, значи имаме доста деца кои што се на кислород. Многу сериозен вирус, многу сериозно напаѓа. И така да, значи терапијата која што нели по протокол би требала да биде кислородна терапија и течности, затоа што е вирус. Меѓутоа, секогаш кога ние земаме и нели трахеални аспирати или дренажни секрети да видиме, пошто навистина се со богат пневмоничен наод, имаат баш секрет, се појавуваат и бактерии. Така да ние тука вклучуваме комбинирано, што веќе имаме компликација, веќе настапува тука и инхалации нели што се потребни во зависност нели од клиничката слика, дали вентолин, дали атровент, даваме антибиотици, даваме кортикоид, значи се што треба за да се излечи таа тешка состојба зашто се на кислород. Им паѓа сатурацијата. А кажете ми дали возраст игра некаква улога во игра симптомите што ќе ги развијат? Се што се овие помали, значи уште прематурни родени, тие уствари што се предвреме родени или се родени во пролетта, сега имаат околу нели 5-6 месеци, помалце 2 месеца, 3. Тие многу тешка клиничка слика имаат. Колку се поголеми, повеќе нели имунитетот е посозрева, затоа што имунитетот е несозреан кај овие мали дечиња. Значи прво тука има имунитетот не е созреан, нели самата возраст, белите дробови, како бели дробови, нели како анатомски да ги гледаме се исто специфични, затоа што имаат развиени нели белодробни структури, меѓутоа имаат и кратки дишни патишта и така да секој вирус веднаш се спушта и веднаш прави нели зголемена секреција, стеснување на дишните патишта и тука веќе имаме многу потешкоти при дишењето. Поуште нели се легнати, па диафрагмата се качува погоре, така да они со многу мало делче од белите дробови дишат и така да тоа е многу извучно. Тоа го викаме визинг, се слуша од врата кога дишат тешко и не можат воздух практички да земат. Споменавте бронхиолит дека малите бебиња развиваат. Што е тоа? Не е бронхитис тоа? Не е тоа бронхитис, значи бронхиолитот е воспаление и на дишните патишта и на алвеолите, значи и на белодробното ткиво, значи на двете. Значи затоа што нашите сериозно. бели дробови се нели се од дишни патишта како цевчиња, бронхи и бронхиоли и после се нели обвиткани со алвеоли, со така како меурчиња, каде што практички се врши размена на гасови, кислород со јаглерод диоксид, така да практички овдека комплетно е сето тоа засегнато. И затоа сатурацијата е всушност и сатурацијата паѓа. падната. Да. И сега кога децата се инфицирани со респираторен синцитијален вирус, обично се јавува една карактеристична сува непријатна кашлица. Како точно таа звучи? Па сува може да биде сува онака како надразнителна, нели кога не надразнува нешто, да се постојано кога ве дразни нешто и кога кашлате сува. Меѓутоа многу брзо станува и влажна кашлица затоа што имаме и на белите дробови веќе воспаление. Така да они се гушат и во секрет. Сега имавме две бебенца кои што практички не може, пошто не немаат сила да го искашлаат секретот, они го голтаат, можеме да ги најдеме нели во изметот или преку носот, нели да го влечеме, ние ги аспирираме децата, што е така доста да речеме агресивно, не е убаво кога ги гледаш, меѓутоа после аспирацијата на секретите, значи влегуваме со цевче преку носот и чистиме, вадиме секрети кои што ги ствара организмот, значи белите дробови, ги вадиме секретите, па после од грло малку, меѓутоа после тоа им олеснува. Така да тоа 2-3 пати во текот на 24 часа го правиме за да им се олесни, затоа што тој секрет они се гушат практички, не може да дишат. Така да на почеток може да е сува надразнителна, ама после се менува нели во една повлажна кашлица, така да ја кажа. Менува, значи се менува клиничката слика. Колку време кашлицата може да перзистира, да обстојува? Па зависно од состојбата. Значи може како во болнички услови, еве што ги гледаме, значи тие 7 до 10 дена може таа состојба така потешка да биде.
А инаку кашлицата ќе трае кашлицата 1-2-3 месеца ќе трае, затоа што овие сите вируси, особено овој вирус, ги уништува трепките кои што нели сме учеле во дишните патишта има трепки каде што нели како влакненца кои што нонстоп ги тргаат прашина, нели овие честички од надворешната средина, нели кога подкашлуваме нешто кога ќе ни влеза, така да овие вируси ги оголува слузницата, ги уништува комплетно тие трепки. И станува тие се како цевчиња празни. И секој е тоа, нели, ладен воздух, прашина, загадување, што спомена професорот. Значи, тоа веднаш оди директно и ги надразнува и они кашлаат. Значи, немаме одбрамбен систем. А тие влакненца, трепки, да речем, им треба 2-3 месеца да се опорават и да почнат малку да, нели, да делуваат практички. Така да кашлицата ќе остане подолго време, меѓутоа самата болест трае долго време. И тука нели даваме и витамини, витаминот А, витаминот Д, ги препорачуваме. Сега ние немаме витамин А како посебен препарат, па заедно ги има заеднички препарат А, Д. Нели тие се витамини кои што се за респираторниот тракт, кои што помагаат пробиотиците, затоа што овие многу примаат антибиотици овие деца. Значи и кортикостероиди и така натаму, им треба време и да почнат подобро да јадат, нели, за да може да се справи организмот со таа претходна инфекција, затоа што кога сме болни, нели, не ни се јаде. А тоа е резултат на тие интерлеукини, на сите оние токсични материи што се испуштаат од клетките, оние кои што напаѓаат, кои што се борат меѓу себе, и тие уствари предизвикуваат и да не ни се јаде. Значи, нас и на тоа. Одбивањето на детето да јаде треба родителите и сериозно да го сватат кога станува збор за РСВ инфекција? Па не само за РСВ, него едноставно за било што, секоја инфекција која што е во организмот, значи тоа може и да речеме да ни е некаков си знак ако почнува. Ако си јадело нормално дете, збориме за дете што нормално јаде, ако почне да е малаксан, ако одбива да јаде, па не сака, апетитот му е намален, треба да се провери што се случува. Значи може би има некоја скриена инфекција или пак инфекција која што ја гледаме. Значи инфектот предизвикува со лачење на одредени нели супстанции, сега да не ги кажувам нели стручно, допринесува да едноставно немаш апетит и не ти се не јаде. Нели ние кога сме болни не ни се јаде. Така. Па си слабееме, па сме таман. Ние сме таман, но кај децата некој кило минус веќе не е веќе добро, да. Не е тоа добро. Дечињата не е добро. Кога станува збор за кашлицата, за упорната кашлица, може ли да се преземе нешто за да се смири? Не може да се смири, нема што, затоа што ви кажувам зошто е кашлицата. Едноставно тоа ги нема тие трепки, тука сега ние имаме нели овие што се, ако е сува кашлица, има и сирупчиња некако нели што се на таа база да практички као да обложат малку. Ако е за ова што е за кашлица, например, ако треба секретот да се исфрли, исто има некои препарати каде што би го разградиле тој секрет во нели потечен да биде, за да може практички или да го поврати или да го искака, или нели едноставно пошто мало во бебе не може да го искашла. Ке мало бебе да се даде ваков сируп за разводнување на секретот? Па има некои, не се тие сирупи, тие се како инхалации, например. Имаме инхалации такви, каде што го разлажнува секретот. Најдобро се инхалациите, значи тие не се токсични и тие се баш ограничени на нели на дишните патишта на дишниот дел и не се системски, не влегуваат системски. Кај малку поголемките, знаете, тие сирупи се дозволени после 2, 3, 4 години кај поголемите, каде што нели може да се искашла. Ако дадеме сирупче, например, кај помало дете кој што не знае да го искашла, и имате и поголеми деца што не знаат да искашлуваат, нели, тука веќе. Тогаш тој секрет, пошто е разграден, се собира и може уште полошо да ја влоши состојбата, зашто секретот ќе му стои внатре. Тој се разградува за да го искашлаш. Затоа ние нели викаме во Козле имаме физикална терапија, имаме нели физиотерапевти, каде што со одредени техники се вади тој секрет. Сега дали тоа ќе биде рачна, нели дренажа, дали ќе биде има посебен кабинет каде што се ставаат на одреден стол ги легнуваат децата во посебна
положба за да, значи каде што со главата е малку надоле, за да може тој секрет што ќе го тргнат и развлачнат да го исплука, да го изфрли. Така да и тоа е многу важно, и физикалната терапија е важна, па нели ги учиме мајките и дома сами да тапкат по грбчето, да тапкат. Да. Ке ги поканиме професорки гледачите да се вклучат во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна, слободно можете да се вклучите во програма и да поставите прашање. Професор доктор Татјана Јаќовска, педијатар, е гостинка во студиото на Телма. Тај ќе ги даде сите одговори на вашите, но секако и бројните наши дилеми. Кога станува збор за секретот од носот, а детето не е хоспитализирано, туку е во домот, што треба да се прави? Конкретно кај вас во болницата се прават специјални аспирации. Да, правиме аспирации. Да купат ли родителите некојато ние Родителите купуваат, да, многу помагаат тие, затоа што стварно нели носево е затнато, секрет, не можеш нели тоа е многу мало. Има посебни такви сега нели што се купуваат. За поголемките деца дури има и едни што се става нели како физиолошки солен раствор, па како од едната страна, да, полека да премине од другата страна. Ма за тоа да го направи навистина треба да е поголемко за да може да соработува, нели? И родителите треба се вешти тоа да го изведат. Па да, треба да се вешти, ама има и оние што ги аспирираат, па нели има различни, нели мајката нели шмукува, има разни комбинации на тие, како цревца што викам да го исчистат носето, зашто стварно има лесно, иначе не може да цица. Ако е доенче, не може да цица кога ти е затнат носот. Затнуваш уста, затнуваш носит, готово, мислам, не може да цица. Затоа мора да се исчисти носето. Нели кога и ние имаме затнат нос, не можеш ни да дишеш убаво, мислиш дека тука ти е нешто ти стои, нели? Така да тоа не е лошо, само да не се претерува. И тука имаме нели дилеми. Некогаш и тоа ако се претера може и тука некој проблем. Нели се што е претерано може да донесе до никаков проблем. И сега има значи заштита, поготово тие што се хумани моноклонални антитела. Тоа е како вакцина, пасивна вакцина која што се дава заради РСВ-тот да не направи вакви тешки ситуации. Кога се даваат овие моноклонални антитела? Таа се дава претходно, меѓутоа тие моноклонални антитела, паливизумаб се вика тоа, во Македонија го нема. Немаме протокол за тоа тука, затоа што практички не е ни донесена таа вакцина и е многу скапа. Меѓутоа во соседната земја, во Србија, веќе го имаат како протокол воспоставено, точно се знае на кого се дава, на прематурни деца, која недела, со какви компликации, значи има ставови и нормално сепак станува и одлука на лекарот кој што го води детето. Дали и да се прима еднаш месечно, значи 5 пати се прима максимум, за да практички и ако ја добие таа инфекција, многу лесно го преброди, али во секој случај да не ја добие. И оние деца кај што нели имаат имун дефицит, како што спомнав, кардиопатии, кај што стварно имунитетот им е нарушен. А колкав дел од децата што ќе се заразат со овој вирус ќе завршат во болница? Голем. Голем? Да. На светско ниво, значи најнови податоци сега нешто пролистува, значи вика 30 милиони луѓе се заболени периодов од РСВ. Значи тука се и возрастни деца, каде што околу 3 милиони се завршени во болница. И впечатокот е дека е зголемен бројот на прецена деца заболени со оваа инфекција по ковид пандемијата. Па не, тука една друга работа има. Значи РСВ имало секогаш во овој период. Сега, например, РСВ уште малку е, да речеме декември, значи тоа е од октомври до декември, и сега од јануар почнува инфлуенца, почнува грипот. Значи си имаат оние некако сезонски обележја. И пошто значи, ние пратиме... Значи не може да се добие во било кој дел од годината? Па, ово е тој таргет. Пикот ово е тука. Пикот тука сега и тука е практички во овие зимски месеци. Значи касно есенски и зимски месеци. Тогаш се заболуваме од РСВ. А после тоа почнува грипот и затоа што ние ги следиме, значи со јавно здравје има доста, мислам, процедури како тоа се пријавува. Значи знаеме дека па грипот до кај март месец следи, да кажам. А професорке, дали има вистина дека децата до 2 години, 90% од децата до 2 години ќе добијат првата инфекција со РСВ во животот?
Дали е неизбежно да се добие, значи, Па овој податок што покажува? Да, не мора да е неизбежно, затоа што зависи ако се чува дома, ако нема гости, луѓе, друго дете кој што би им донело, може и да не се добие таа инфекција. Меѓутоа, овие што се во градинки, во тие јасли или како да ги кажам, тоа веќе многу брзо се шири. Тој е доста контагиозен, значи респираторен со искашлување или со фаќање со рачињата и кога се фаќаат на сите предмети, тој останува, така доста е не се чисти лесно, не угинува лесно ако е вирус. Значи му треба и некое време. А за ковидот што спомнавте, што уствари беше затоа што за време на ковидот ние сите бевме изолирани. И кога заврши ковидот, почна пак да се движиме. И тогаш таа година, значи не беше оваа, таа е претходната година, практички немавме РСВ во летните периоди, во пролетните и летните, кога престана ковидот. За тоа е тоа уствари, дека тогаш ние го приметивме, тогаш приметивме и туберкулоза. Сето она што практички го немавме. Имаше затишен, нормално. Имаше, да, затоа што бевме сите дома. Вирусите нема што сите, никој не одеше ни на работа, голем дел не одеа на работа, немаше градинки, така натаму. Например, туберкулозата пак напротив порасна затоа што беа здружени сите во семејствата и со тие не се одеше по лекари, се беше ковид и се ја пренесуваа таа туберкулозен бацил меѓу себе. Имаме гледачи, ќе ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, се работи за повозрасно дете, значи има диагностицирано хронична алергија на коров, на полен, и е константна терапија антихистаминици и плюс има атровент, значи од 5 мг. Сега, он не престанува да кашла. Значи цело време е под континуирана кашлица и ја, значи со консултација на педијатар-пулмолог, го инхалирам со пулмикорд и многу често, значи, користам кортикостероид. Значи, може да го инхалирам 21 ден, да направам пауза 7, па после пак да почна да кашла. Не се смирува никако. Дали добро правам и мислам до кога трае тоа? Така е. Едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, каков совет можете да дадете во оваа ситуација? Точно е да го фатиме и оној дел. Значи, овие деца кои што ќе прилежат РСВ, посебно РСВ и други вируси, меѓутоа РСВ тоа е тој што практички дава, го откочува механизмот за алергии. Значи, голем процент од овие деца понатаму може астма да добијат. Значи, тука имаме преклопување на тие едни гени кои што се за астма, за имунитет и така натаму, преклопување и тој вирус кој што го нарушува имунитетот. Практички ние имаме разни одговори, имаме одговор, значи вроден одговор и погодоцнежен одговор. Тука веќе настанува една задоцната реакција на стварање на тие антитела, на тие ИГ што ги испитуваме, и веќе почнува, има склоност кон алергии и кон астма. Како ќе заврши тоа, дали ќе ја крстиме астма или вака ќе кашла хронично, па ќе употребуваме кортикопрепарати инхалаторни, тоа веќе треба следење и да види да се некогаш и тоа ќе се надмине, ќе се стабилизира имуниот систем, меѓутоа некогаш оди и веќе во тој правец. Значи, многу често овие вируси прават се тригер, практички откочувач на тој имун систем да се ствараат алергии. Во конкретниот случај, значи, се е како што треба. Значи, штета од тие инхалаторни кортикостероиди голема штета нема, затоа што тоа е минимална доза. А сепак ја држи таа алергија под контрола, за да детето дише убаво, за да може да има еден спокоен живот, нормално да јаде, да трча и така натаму. Сега има разни препарати, има, значи не е само пулмикорд, постојат и други. Тоа е веќе варијација на тема и самата има и разни спреови така натаму, така да тоа лекарот што си го води детето,
тука веќе си прави проценка, нели, во кој период како ќе настапи, сигурно дека се оди на контрола. Се додека постојат тие алергии, значи треба да се држат под контрола. Ние викаме како на заштита да биде, за да не направи поголема белја во смисла да нема оштетување на белите, значи на дишните патишти, на бели дробови и така натаму. Тоа се минимални дози кои што се безбедни. Значи и подолго време да ги давате, подобро е да се прима, а да биде детето добро, значи да може да функционира нормално, за да постои сигурно дека докторката ги следи на 2 до 3 месеца и тогаш во некој период кога значи дозволува ситуацијата, обично пример сега, нели се тие во летните месеци кога нели јули до септември, 1-2 месеца, може ако дозволува ситуацијата, може да се направи прекин. Така да тука има доста препарати, не само антихистаминик, не само спреови, имаме спреови за нос, за уста, има и посебни препарати кои што ја држат таа алергија под контрола, перорални. Така да, значи најважно е да биде секако што треба. Ако е многу изразена алергијата, можеби треба да се размислува за некаква имунотерапија, која што сепак би го стабилизирала тој процес. Меѓутоа, таа имунотерапија трае 3 години за да може полека сето тоа да се стабилизира и да се стави на една нормала и да нема никаква алергија понатаму. Ги има имунотерапија така на само накратко? Па не. И тоа го нема кај нас. Добро. И тоа е проблем, но доколку им постои потреба, секако има решение, родителите умеат да се снајдат. Да. Имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во магазинот за родителство 0+ месеци. Дали се слушаме? Еве уште една можност за гледачот. Добар ден. Ако не, нека се јави подоцна повторно во емисија, го има на екранот телефонскиот број и има простор да се јави уште еднаш. Докторке, кога станува збор за ризик факторите кои што ја зголемуваат можноста детето да заболи од овој вирус, веќе споменавте дека оние деца што одат во градинка или пак има поголемо братче, сестриче, вирусот го носат дома, еве не цицаат, пред време се родени и слично. Но што е со загадениот воздух? Еве сега ние живееме во една исклучително загадена средина. Дали воздухот сам по себе е ризик фактор за полесно детето да се разболи од респираторен синцитијален вирус кога ќе дојде во контакт со него? Загадувањето на воздухот е катастрофа. Значи, тука се задржуваат сите тие честички кои што нас не штетат, на сите ни штетат. Значи, ние сите во поново време, малтене, кого и да прашате, има алергија. Порано не било така. Пред 20 години ние се чудевме како во светот има толку често алергии, ние немавме, пошто немаше такво загадување. Меѓутоа, овој период е навистина страшен и поготово малите дечиња заболуваат, уште повеќе им доаѓа затоа што тие се сконцентрирани нели частички штетни вируси, бактерии и така натаму, нели частички што се од загадување, метали, тие се задржуваат доле, значи затоа што се потешки, нели на трева, кај што игра дечињава, кај што дишат на нивното ниво, тие не летаат високо, тие се пак пониско. Така да, значи многу има значение. Значи ги оштетува дишните патишта, загадувањето. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма, сте повелете. Се извинувам, јас сум постар човек, меѓутоа мислам дека интересно ќе поставам прашање. Еве сега сум болен, имам проблем со настинките. Јас уште како дете ми извадија крајници, па после веројатно тимусот ми останал голем и значи 24 години ми го извадија и од тогаш имам проблем со настинките, а ИГ ми е негде зимно време 350-400 и алергија. Така, повеќе од дете. Сега, сакам да прашам, имаше пролетоска ли еден доктор кажуваше кога може да има и алергија и вирусна настинка за тие работи. Дали се знае со кој испитување може да се одреди. Исто сега, ние што сме старите години, викаат не користите спреови со кортико. Ја имам и без кортико спреј, меѓутоа да не е подобро зимно време да се зима спреј со кортико.
Тоа сакам да прашам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор Кепке, можете ли да дадете коментар Значи, за се прво тоа? да дефинираме дали е вирусна или алергиска реакција. Тоа може докторот, значи имаме брисови, имаме и алерголошки тестови. Значи може да се разграничи. Значи тоа веќе може. Значи со крвна слика и со прегледот и со овие тестови може, со брисевите, нели, и со тестовите може да се разграничи. Но, само е под прашање, но оние што имаат алергија, респираторна, ќе имат ли почесто вирусни инфекции? Не мора да значи. А не мора да значи? Не мора да значи. Не мора да значи. Вирус е вирус. Ако е имунитетот стабилен, ако може да се одбраниме, ако немаме стресови, пошто и стресот нели го намалува имунитетот, значи тој дел може да се дефинира. Вториот дел дека кортико како постар не треба, повозрасен да речам, не треба, баш напротив треба, затоа што сите ние како стариеме имаме некои хронични состојби и тој не мора да се користи цел живот, меѓутоа има овој период кога е најзагадено, кога например ако имате алергија на некои супстанции, на влага, на нешто што е сега во моментот на тие мувли, тој период може треба да биде подобро да сме заштитени со тие препарати, за да може убаво да дишеме, да имаме добар кислород, оти ако немаме добро дишење, кислород доволно, значи нашиот мозок страда. Значи тоа е се поврзано. Ако нема кислород, ние не можеме и да се концентрираме, малаксан и така натаму. Така да сепак тоа значи може да се стабилизира. Второ, значи што сакав да спомнам и за имунотерапијата. Значи, имаше фирми кои што ја носат, таа се купува имунотерапија. Таа има сублингвално, се става значи како капки Под јазик? Под јазик, да, кој што е многу безбедна, навистина. И кој што само неколку дена тоа се тренира, после тоа се тера, нели? Не може анафилактичен шок да се добие од сето ова? Не, тоа се многу ниски дози. Тоа се значи се почнува од многу ниски дози, полека додека се Сушто алергенот се внесува во мала доза. во многу минимални дози. И тоа со капките е идеално. Има и како спреј, кој што значи за одредени супстанции. Во Македонија имаше фирми кои што ги носеа, не се на позитивна листа, значи не се на фондот, тие се купува. Меѓутоа сега и тие не носат, меѓутоа видете и во Србија и во Хрватска немаше. Значи си купуваа, набавуваа луѓето од надвор, така да ние тука имаме и Србија, Бугарија, Грција, значи инаку може да се води, значи во институтот, односно сега во клиника сме за респираторни болести, има кабинет каде што го води колешката и тука веќе она има на неколку деца спроведува имунотерапија. Така да, меѓутоа треба да се направи проценка, нели, на кого, како, кога и трае тоа, околу 3 години треба да трае. За возрастните е тоа веќе доста воспоставено, значи така да за возрастните може и тоа да се побара како опција, како можност, затоа што тоа е веќе таму разработено. И ако ги нема препаратите, сепак се купуваат, нели, се на приватно. Сега не сме само ние, сакам да кажам, него доста земји така функционираат. Ако не се лажам, добив знак дека има уште еден гледач, така ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Повелете. Овака сега, јас имам алергија. Без разлика дали летто, дали зимот. Значи, страшна алергија имам. Пред 4 години мене ме испитаа у Скопје. И сега ме фана бронхит. Одина ставаа ми инхалација, ставаа ми инекции. Така, Таа инфузија ми прима. Значи примате терапија, но само да имате предвид дека денеска зборуваме за деца. Докторката е специјалист по педиатрија, значи е специјалист за детско здравје. Може би сосема накратко неколку насоки каде да се јави гледачката за незиниот проблем. Па на пулмологија. На пулмологија. Да, на пулмологија најдобро ќе ве прегледаат, ќе ве испитаат и ќе ви дадат соодветна терапија. Така. Ние сега продолжуваме понатаму, ќе се задржиме уште малку на оној вирус кој што сега создава големи проблеми со здравјето на децата, пред се респираторни проблеми, а тоа е респираторниот синцитијален вирус. Од што зависи каква ќе биде прогнозата? Односно, за колку време болеста ќе помине кај детето? Може ли вака врз основа на еден преглед, врз основа на тоа како се развиваат симптомите, да процените дали ќе помине брзо или пак ќе остави трајни последици и во иднина зголемен ризик за повторувачки кашлици или пак за астма и слично?
Па, видете, тоа не знаете со малите деца како оди. Значи, денеска може вие да го прегледате и да биде супер. Во текот на вечерта и утре дента да биде полно со секрет. Нема гаранција. Значи, малите бебиња, затоа викаме, малите бебиња до 3 месеца мора, ако има таква состојба, да се хоспитализираат. Ако ништо друго, да бидат значи, со течности на посматрање. Течности, ако е потребно кислород, значи веднаш да се реагира. Вие сте слушнале, бев вчера на лекар, ме слушна докторката, ништо немаше, денеска види у болница завршив. Значи, таква е болест, непредвидлива. Не се знае кој како ќе изреагира. Значи, може за многу бргу да се влоши состојбата, а може и да се одржува ден, два, три, па да почне. Значи, нема гаранција. Тука навистина не може да предвидиме и колку ќе трае, затоа што таа може и да трае прво да биде као стабилно неколку дена, па после нагло да се влоши, па после два да го извлечеме. Значи, не може со малите бебиња, да речеме. Тука малите бебиња се стварно нешто специфично. Навистина треба најдобро е да бидат во болница, да може да се посматрат, да бидат под лекарска присмотра и ништо да не примаат. Едноставно да се тука за било што, дали аспирација, ќе речеме, нели нешто обично што е аспирација или инхалација, али без исто ништо да примаат, меѓутоа да имаме увид во нивната состојба, зашто навистина се менува брзо. Бебиња до 3 месеци веднаш ги хоспитализира? Би требало тука да се, значи сега знаете како со места сме, сите болници се така доста ограничени, инаку во суштина по правило би требало навистина секое потешко болно дете, доенче да речеме младо доенче, што така ние го викаме младо доенче до 3 месеци, постаро доенче до 6 месеци, нели? Да се хоспитализира барем неколку дена да се види како ќе оди, да се помогне на мајката, затоа што она е исто вознемирена, нели? Може и они да се разболени, така да за било кој вирус зборувам, за било која бактерија, секако дека може една фебрилност, кај доенче, младо доенче не знаете што може да излезе. Не е исто да имат и 37 со 5 кај мало бебе, 2-месечно, не е исто кај 6-7 месечно. Значи, има тука многу специфичности во тоа доба, да речем, во тој временски период. А што е со поголемите деца, кога родителите ќе забележат некои симптоми кои што укажуваат на оваа инфекција? Треба ли веднаш да се јават на педијатар? Треба ли да се инсистира помолог да ги прегледа? Дали се направи брз тест за РСВ? Добро е да се прави тест. Видете, нашите матични лекари се практички педијатри. Нели, во Македонија матичните лекари се уствари нели матични педијатри и тие се навистина одлично обучени, одлично се знаат, тие поминале години и години на специјализација и навистина имаме одлична соработка, секогаш ќе се слушаме нешто ако треба, така да убаво си ги водат. Они ако видат дека нешто се комплицира, или ако е за брисеви или за некои тестови, тие веднаш ги праќаат и ние тука заедно соработуваме и со нив веќе друго е. Може нели со поголемите деца и по телефон, па да доаѓаат секој ден на контроли или секој втор ден, па и со кај матичните можеме, тука имаме простор малку да нели варираме, да бидеме на ете така онлайн да кажам како е, што е состојбата. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам докторката за бебе. Така. Значи, имам искуство и таа е во право дека секретот може сега да го прегледа детето да има секрет, а за еден час да се спушти на плуќа да има бронхитис. И друго сакам да прашам, таа спомена како ги чистат, мислам, бебињата, да, со цревца и рече рачно. Како е тоа рачно? На каков начин да го исчистите носето кај бебето, тоа е една голема дилема. Еве да им помогнеме на родителите, бидејќи навистина представува сериозен предизвик чистењето на носето пред секој бебе. Кој што и плаче и уште повеќе се полни носето од солзи, од преполно со мрсулчиња после. Видете, за мало бебе, значи рачно мислев у смисла вака малку носето тука да се потчепне или ако е некој од овие како по нели со сушенко да кажам, меѓутоа може и на бањање нели со потопличка вода, не да го нели значи со водата што го бањаме од озгора да се врз главчето нели да се тура водата и практички него ќе му истечат мрсулчињата при бањањето. Значи тоа е еден начин кај овие мали ве зборам нели што ги како за мало бебе.
Затоа што па и овие кај маливе бибиња и цревцава малку е исто, да ако притиснеш повеќе, помалце, да се повреди малку, носето, да, кај овие до 3 месеци така малку е поспецифично. Значи стапчиња, оние што се за уши никако, значи никако немој тоа да го, мислам сум слушнала и тоа, затоа што тоа памукчето може да остане во носето, па ни те боже уште поголема билја да направиме. Затоа реков врачно пак со нашиве прстиња, пак некако, нели, па или направиме инхалација само со солен раствор, со физиолошки раствор, да го разблажни, па малку со мерамчето, или така никако, или прибаѓа. Значи, на таков начин, од прилика. Сега знам дека е тешко, знам дека е комплицирано, и јас сум го имала тој проблем. Така да, тоа е. Нели има, нели како ние што се шмукалките што како просмукалки, аспиратори. Ами и тие понекогаш може да бидат агресивни, па се плашат родителите да не направат некаква повреда. Така знам дека е комплицирано, да. Знам сето тоа. Ние во болница нели пак е друго, имаме специјалните тие цевчиња со кои што нели под одреден притисок се и нели сепак стручно лице ги зема тие секрети, влегуваш во носот, внимателно ги држиш главчето, мислам баш е онака постапка една која што стручно лице треба да го изведе. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за сите совети и препораки што им ги упативте на гледачите поврзани со овој респираторен вирус кој за жал во периодов е исклучително чест. Следуваат и серија на други вируси периодов. Следи. Да, големи предизвици за родителите. Ќе се видиме повторно во студиото на Телма за да ги појасниме и останатите дилеми на родителите. А за сега ви благодарам за ова што ни го појаснивте. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тука го заокружуваме магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.